Ова е таа легендарна гитара на која што Владко Стефановски започнал да свири и еве докаде дојде после сите негови настапи, после сите негови концерти, како во Република Македонија, како во државите бивша Југославија, веќе и во светот. Ова гитара реков дека ќе дознаеме каде се наоѓа во Штип, а токму таму сме и ние сега во работилницата на господинот Ивица Јорданов, кој што веќе 15 години, а можеби и повеќе, се занимава со реставрација на жичани инструменти или како рековте трзачки и гудачки. Да, трзачки и гудачки инструменти. Најпрвин, добро дојдовте. Добро дојдовте и вие, Владо. Кај мене. Фала на поканата. Тоа е првата гитара на најголемиот гитарист на овие балкански простори, па и пошироко, Владко Стефановски. Ја добива на некој свој, мислам тоа сепак со него ќе мора нели да се разговара на 10-11 години. Тој каже дека гитарата прво му била како подарок од татко им на брат му. Тој добил мандолина, потоа брат му престанал да се занимава со гитарата, па тој ја грабнал и не ја пуштил додека ете не понатаму не продолжил да со Владко имаме соработка околу гитарите. Тој знае со што се занимава и контактираме уназад со годините. Така да на негова покана ме покани да дојдам, имаше тој некој набавено некои нови гитари, ме покани да дојдам да ги пробам. Голем музичар, тоа го знае, да кажам, цела Европа, него и влюбеник во гитарата. Нема тој една или две гитари, има многу и на сите им се радува како да го кажам тоа, како да е прва гитара. На секоја гитара се радува и ме покани. А посебно му е огромно задоволство што чува и својата прва гитара. И оваа гитара. Јас ќе ве замолам да земете гитарата и ќе ве запрашам што е проблемот. Па самите години си направиле проблем. Внатре има едни греди кои што се одлепени и испукани. Плочата од озгора е испукана, значи има овде доста работа, да кажам. Сум средувал јас и гитари во по-лоша состојба. Така да ова веќе се почна, се работи на оваа гитара, ќе се среди, али ова е посебна работа за мене. Значи реков дека сум средувал и по-лоши гитари дотерани. Но ова е специјална гитара. Специјална гитара, поготово дека Стефановски е еден од гитаристите кои што ме мотивира цело време и така и почнав да свирам гитара. Така, тоа е оно што ќе разговараме во текот на емисијата, дека вие самиот сте гитаристи, музичар, композитор и што уште не учител и така натаму, но со текот на емисијата ќе стане збор за се. Повише активности поврзани со музиката, така е. И на покана од него да, дојди и се чувме, дојди помини ќе пиеме кафе да пробаме некои гитари, јас имав некој овде и однесов. И пробавме тоа во разговор и тој ме запраша дали можам да му средам воопшто првиот жичен инструмент купен, го добил сега, не можам да сетам, 7-8 години, тоа е мандолина. Да. Мандолина и беше во, да кажам, во очајна состојба. И ја зедов, викам, зашо да не. Ја средив мандолината, имам тоа слики, се уште немам објавено, сакам да направам едно клипче за да се тоа го ставам на YouTube. Првиот негов инструмент. За мене е голема чест дека воопшто прв инструмент на најголемиот гитариста ја средив и требаше да дојде тој, па имаше некои активности, концертни активности, се договоривме, јас имав по Скопје снимање со Морал и ја однесов гитарата. Беше задивен дека е се окей и се радуваше на неа. Со тоа дека, како што кажа, јас се уште ја користам оваа мандолина за студиски потреби, ја снима за неговата музика што да работи. Тогаш падна му абетот, види ја гитарата прва и ви ја покажа, првата негова гитара, можеш и сакаш, како да не сакаш. Голема чест, ќе се повторам, за мене е дека од толку многу луѓе што се занимаваат со оваа работа, што се сепак добри мајстори има, не само во Македонија, во Југославија, значи на кој да е. Сепак Владко е во тие кругови, нормално е дека познава голем број. Стефановски на било кој од мајсторите во бивша Југославија, тоа го
тврдам и гарантирам да само еве да се јави, да каже дека има гитара, мислам дека некој од Белгрчо е мајстор или без разлика од некој друг град, дека ќе дојде од дома да земе неговата прва гитара и да ја реставрира. Голема чест за мене и мерак да речем. Значи ова е првата гитара човекот што почнал да свири. Сите знаеме колку е он направил како музика и како правец е направил. Мислам, има и други гитаристи што се во бивша Југославија што се големи, што направиле резултат. Али таква величина како него нема. И мислам дека уште многу години нема да има. Така да гитарата, еве, полека се работи на неа. Ние се слушнавме скоро со него и мислам дека он сега каже дека е некаде во странство, некои концерти има. Така да скоро ќе треба да помине или тој или јас да отидам да одесам и да види како тече сето тоа. Так, Владко, знаете, беше во Агол и кажа дека сте му рекли за 3-4 месеци дека ќе биде завршена. Значи разговарав, јас му кажав, Владко, можам јас да ја сработам, еве, пошто тука има стварно работа, треба да се отвори, јас сега средувам некои работи што се надврши, треба да ја отварам целата. Има работа, ама му кажав, не сакам да ја брзам, сакам да го работам ово, еве, и кога ќе бидам условно кажам послободен и сакам да го правам кога ќе се чувствувам дека сум окей, не сакам со сила и со брзање. На тенане и со кејф. Баш така, со мерак треба да се прави. Оно и свири и сега, може да нема проблем. Може ли да ја малку е раштимана. Значи и сега во состојба, значи може да се свири, него јас му реков, има многу добри гитари кои што ги користи за концерт, него му кажав кога ќе ја средам, мислам дека ќе ја користиш за концерт, тој се насмева. Мислам дека ќе ја спакувам така добро и тонски да биде окей со тоа дека му и прва гитара, мислам дека ќе го видим и на некој концерт со неа. Какво ќе биде чувството на оние кои ќе присуствуваат на тој концерт да го гледаат Владко како свири на неговата прва гитара? Феноменално ќе биде, еве, свири. Сега што вадевме од футрориот, таму сме раштивали, нема да ни замерат гледачите. И Владко нека не ни замерат. Можеме после да наштиваме па да свириме нешто. Добре. Не е само гитарата на Владко овде во Добре, има овде болница, доста има гитари мои, гитари. на мои добри пријатели, еве, на музичари. Знам некојаш да мои гитари што се овде стари, па да експериментирам со нив, да стално барам некој звук, па ставам врата од една на друга, па менувам, знаеш, ми интересира тоа, ми интересира звукот. Се занимавам со ова, значи почнав така кажано уште од дете. Првата моја гитара се уште стои не направена. Тоест, ја растурив некаде бев, можеби 16-17 години, ја растурив и стои не направена. Значи треба да земам и неа да ја спакувам. Нешто стално имаше во мене што не ми даваше мира. Уште тогаш почнав, еве со годините, денес утре, јас за ова не сум бил на школа или да сум бил кај некого да токму и тоа сакав да ве прашам. Вие сте самоук. Така. Раскупувајќи повеќе гитари, вие веќе го сватите што е која е суштината. За ова работа треба да имате доста трпение и љубов секако. Значи трпение треба, пошто се работи за многу ситни работи што треба прецизно да се изработат за да штима сето тоа, за да звучи. Така со мерак, со кеф го работам. Секако и дека и други активности имам, али за ова стално имам време и сакам. Знам сред ноќ да се симнам ако не ми се спие и да се бајле да чепкам нешто да правам. Која е суштината на свирењето од гитара? Значи секој инструмент си има некои финеси, си има некоја суштина, за која што одредени луѓе се посветуваат свирење на пијано или на виолина или на гитара. Која е конкретно суштината на свирењето на гитара? Ајде да речеме сега, да не конкретизирам дека порано сега веќе таа традиција е замрела на некој начин, порано се сеќаваат повозрасните гледачи на емисијата во Агол, постоја серенадите, дали и сега е на некој начин таа мотивација да актуелна гитарата сега да прашате. Стално го тоа го коментирам со пријатели. Знаеше порано, па што и се уште има во секоја втора куќа, така да кажам, зборам за Штип. Мислам дека и во другите градови. Во секоја втора куќа знаеше да има по една гитара. Дали некој научил 3 акорда или нешто повише, секаде имаше гитара. Сега со новото време, да го кажам, еве со компјутерите, со интернет, мислам дека луѓето малку се оддалечија од не дека нема, се занимаваат, свират, ама се оддалечија. Сите сме затворени со тие компјутери
и малку е по друг е пристапот. Јас ги гледам дечињата, знаеш што свират секако дека сакаат. Настан има концерт, ги прашувам, бевте на тој концерт, доваѓаше тој ги интересува. Не, ние видовме на интернет, видовме на YouTube, така да И ставивме лайк. друго време можам јас да се бунтувам колку сакам, него еве самото време си наметна и генерациите така функционират. Некои работи не можеме да ги промениме. Значи јас почнав 87 година ми купија прв пат гитара. Знам дека никогаш не научи фудбал да игра, тоа што јас дома свирев. Да. Сите играа надвор фудбал, мене ме влечеше тоа. Свирев и сам научив. Сам. Крадев, гледав од гитаристи што свират на свирки вамо тамо и така научив, али кажано сам не одев на школа или на часови кај некого да одам, не. Многу голема љубов. Првите почетоци ги памтам многу добро со плочите од чичко ми и од пријатели, плочите од Лепи Сол и Deep Purple ги доста ги слушав. Тоа беа Dire Straits. Тоа беа моите почетоци, некои работи не можев, ми се свига, ама не знаев како да дојдам до нив. Денес утре кога веќе почна тоа техниката да ја усовршувам и така. Тргна работата, за да после почнеме да правиме групи, Так, песни. ето сега продолжуваме со наредната тема која што договаравме претходно. Значи тоа е дека и вие сте и музичар, односно вие сте гитарист кој што е доста познат во Штип и пошироко, па не само Македонија, свирите во повеќе групи, имате настапувано, па и композитор сте, сте создавале песни и текстописец. Композитор не сум, имам направено неколку, мислам, не се занимавам за компонирање, да правам музика нон-стоп или да продам, него имам направено околу 10 на песни кои што еве остана. Па и не е мала бројка десети. Зборам за мои песни. Сега сум учествувал во аранжмани на други, на студиска работа, тоа сум работел, али како композитор не се наоѓам, мислам, не ни продолжив со тоа. Како дете направив неколку песни, остана, се пеат, се свират. Како музичка активност, тоа со Морал што работиме, веќе го коментираме подосна, нов албум, нели сега треба да не излезе. Да. Членувам исто во... Ворајте, ајде почнуваме од последното, албумот со Морал. Баш синоќ се слушнавме. Што се може да се слушне на новиот албум? Сега синоќ се слушнавме со Славчо Стојановски, басистот и фронтменот на групата. И баш коментиравме, јас имам една инструментална тема изработена моја и сака тој да ставиме, јас ја немам студиски нешто посебно изработено. Снимав еднаш во едно импровизирано студио, него многу добро снимката излезе и сега ја најдовме снимката во канали и тој сака да еве така да ставиме, пошто спонтано испадна добро. Баш го тоа коментиравме. Албумот ќе има, мислам дека има 10 или 11 песни, имаме доста гости. Слаткар е гости на една песна, овој раперот. На една песна гостува Коки, нашиот познат од Дули Коки. Игор Џамбазов гостува на една песна, вика се песната Блус кофеин се вика. За од гости мислам дека Тамара исто, дека со како пратичи вокал на една песна. Да, Тамара исто пее и она. Не ми текнало, знам дека има доста гости. Значи звучни музички ми од Македонија. Тоа се луѓе со кои што се работуваме, кои што се добри у својот занет. Албумот најповеќе од месец дена треба да излезе. Значи до сега требаше да биде излезен од технички причини. Значи еве не е стигнато. Треба наскоро да излезе. Претходно спомнав дека сте члени на уште една музичка група овде во Штип, станува во Штип група Корона. Со нив еве работиме приватни забави, настапуваме и по странски земји, одиме еве сега имате турнеи во странство. Молим? Турнеи во странство. Да, турнеи, не би ги нарекол јас тоа турнеи, тоа се настапи еден до два настап. Еве имаме сега, скоро треба да одиме за Романија, за да наредниот викенд од таму од Романија треба да патуваме за Михен. Тоа е во јули. Баш имаше договор со групата да не се враќаме овде за да продолжиме, така да има активности. Сега имаме покана од Бугарија, една пејачка, нашиот армоникар што е во групата Сашко Митковски. Он е композитор, баш преска позборувавме и он е доста плоден композитор како на македонска песна, али еве сега работи и за бугарите, тоест не работи бугарска музика, него македонска музика што ја пеат они. И сега сме поканити таму да снимаме спотови веќе на музиката што ја има изработена тој и на музиката
на таа музика што се уснима. Горан Шонгелов, нашиот познат професор овде во Штип, член исто на Корона, тој свири зурли, гајди, кавали, Сашко армоника, Зоран Настов, Иван Димков, што се членовите од групата, исто снимаа на албумот. На пејачката Радостина Паинова, мислам дека се вика таа пејачка, така да имаме соработка и со Бугарија, еве почнува. Одлично. Така да има активности. Со нив сме супер, еве година и пол сум веќе со нив и можам јавно да кажам, не сум свирил со толку добри музичари од оваа бранша. Ова е за прв пат и е чест за мене со нив да еве ќе ги поздравиме. Поздравуваме сите Чест за членови мене на Корона. со таква екипа и окей, луѓе, може да се разбереме, тука е фреквенцијата. Па тоа е најважно. Да кликне. Баш така. Да. Ќе одиме сега со джингл и ако може да ве замолам да освирите нешто на гитара да ве слушнеме. Може секако. А потоа ќе продолжиме со разговорот. Морал и групата Корона не се единствените со кои соработувате и учествувате со вашето виртуозно свирење на гитара, ваши текстови, ваши композиции. А тука се ќе ги спомнам штипски групи, рок групи, Црна точка, 3 пати на ден. И со нив имате соработувано. Па немам свирено со 3 пати на ден, тоа со некои членови од 3 пати на ден имам работено под друго име, од друга група. Како соработка со Црна точка, еве тоа се мои другари од детството. Имавме група, прво се викавме Глас, па после бевме Боброк. Тоа е 92 година како Боброк. Тогаш ги направив Немој да крадеш, сеќавање, тогаш се направија Бабаката, и Деновиве, овој период нешто многу често се врти. Тоа се песни што мислам дека ќе уште многу години ќе се вртат. Куче пред месара имаше, Бута и спасе имаше песна. Така да тоа се мои другари, како што кажав, од детството. На тие песни не ги снимивме тогаш, тие 90-ти години, мада сите настапи кои што ги имавме, ги свиревме тие песни за да подоцна тие решија пак да веќе имаше еден период кога сите направивме повеќе бендови и еве како Боброк не функциониравме. Тие решија да се вратат пак и да снимаат. Тогаш актуелен како локал, многу години беше познатиот кафич Паб, кај значи на тачката.
И таму излегува моите другари на нивна покана за да сето тоа го сработиме и да се снима со тоа дека еве тачката може да ги испи и да продолжи. Периодот не ми беше таков да можам да се вратам. Јас функционирав тогаш со Морал, имав некои други групи. Монтана се викаше една група во која што свирев тој период. И им реков, еве, имате благослов, продолжите секако, се е окей. Они ги уснимаа тие песни неколку, за да лани летото, еве, ние се видуваме често, спомнав дека сме другари, лани летото дојдоа со идеја дека треба да се, тоест лани пролет, дека треба да се усними, да се дооформи еден цел албум, уште неколку песни, дека треба да седнавме, некои ги изработивме, некои идеи донесува Мацо нешто средил и јас убацив некои работи, така да со помош на Валентина Скендеровски во неговото студио тоа се усними, се направи и има доста успешен концерт лани во, мислам дека беше во Бриони тој концерт, после има и Пастромалијадата има. Да, и на настап на него нивен самостоен концерт беше во Бриони, а на Пастромалијадата тоа беше нели настапот, имаше повише групи. Така да тоа е соработка, да е сега како соработка. На Јоце Панов моеве снимам студиски, работам. Сега има нова песна што треба да се работи. Тајфата исто не смеам да ја заборавам, на Коки. На албумот снимам неколку, на 6 или на 7 песни се снимени мои гитари, другите гитари ги снима, па и композиции се тоа негови на Венко Серафимов, соработка со нив. Сум соработувал со многу, со годините, сега нема сите да ги спомнуваме, него има. Мојата работа е поврзана, еве, не е само со корона, што имаме настапи приватни, што работиме, приватни забави, со нив работиме. Со Дејан Коцев, исто наш штипјанец, многу добар вокал, со него исто работиме по кафичи, по дискотеки, како Unplugged двојка. Одлично, тоа е супер. Има активности, така да сега за сега е окей. Каде можете да ве видите слушате? Па мислам дека сега скоро со Дени ќе имаме, ако ме прашувате за тоа, со Дени сега мислам дека скоро ќе имаме во сега името на локалот го заборавив. Позади Стара чаршија викаме, нели тоа тука е еден локал. Јоцката, така се вика газдата, таму ќе настапуваме. Така да има активности. Порано бевме доста чести во пијано бар, додека Кони беше таму. Секој дека ги имаме соработка и натака со нив, сега за сега е тоа. Оно што го кажав јас на почетокот на емисијата е дека сте и учител. Не знам како ме сватија гледачите, меѓутоа да појаснам дека Ивица Јорданов е, ајде да речам, несебичен гитарист, значи тоа што тој го знае, го пренесува на помладите генерации. И пред да почнеме со снимањето на емисијата, искоментиравте дека пред концертот на Владко Стефановски и Мирослав Тадик овде во Штип тие има мастер клас наменет за млади и што сакаат да научат нешто од нив двајцата, од виртуозите на гитара. Меѓутоа рековте дека се разочаравте затоа што имало мал број на заинтересирани да го слуша тој мастер клас. Па така е. Прво да кажам, рековте учител, значи јас не сум вработен никаде како учител. Приватно знам да помагам на дечиња да влезат во тој гитарски свет, да ги мотивирам. Индивидуално не свират сите исто, сите не можат исти резултати сите. Мојата работа е да ги мотивирам, да се почне, условно кажано, да им створам една навика за вежбање. Така да тоа го работам, па можеби и 20 години. И доста резултати има, доста дечки од нив и завршија, некои се можеби, него се професори, наставници по музика. Некои свират... Вие сте тој кој што им го направивте патот, односно им ги дадовте оние основите за свирење на гитара, за подоцните тие да одлучат да се занимаваат. Видете, не мислам дека нешто посебно е тоа моето или дека сега јас ќе сум измислил топла вода. Не, еве така се поводило, јас сум бил тука. Го почнав тоа како што кажевте несебично. Да, не можете да скриете вие, мислам, што треба тајна. Јас се сеќавам кога почнував, имаше гитаристи што на некој можеби името сум го заборавил, некој и нема да спомнам, кога сум ги прашал како се свири тоа во Ерено,
не велам дека сите, некои има што не сака да ти покажат. Али добро, еве си дојде се на време, научивме, така да нема што да се скрие. Сето тоа што го знам, сакам да го кажам колку што знам јас, да го дадам, да мотивирам и да оваа приказна, еве, со музика да продолжи натаму. Мислам дека на доста деца им помогнав. Секако, работата со помлади гитаристи, па и повозрастни гитаристи се доваѓале, еве, да посвируваме, сето тоа знае и мене да ме мотивира. Како што они знаат да научат и јас знам да учам од нив, сето тоа денес утре, научив, направив еден концепт за работа што многу брзо успевам со дечки помлади кога дојдат за да успеат да научат да свират, што многу пати. Тоа е важното, да знаете како да продрете до децата за да се заинтересираат повеќе и да продолжат. Психологија малку. Со сите не можеш. На кој начин ви со сите не можеш исто, мислам сите сме ние различни карактери, со некој треба потивко, поспоро, полека. Значи различно е. Еве ако сакате сега можам тука на песна право да ми отсвирите на гитара, можам да ви дадам и да видите дека за 10 минути ќе отпеем. И јас знам да свирам на гитара. Нема магија да правиме. Да се вратам на прашањето што рековте за Тадич, мада тоа не е моја работа, имаш организација што треба да го коментира тоа, него еве јас како жител овде од Штип, овде сум роден, ние често Штипјани знаеме да се фалиме, дека сме музички град, дека овде пред 50 години, пред 100 години имало, па вакви дејци, па онакви, па во било, па оно. Така да, сето тоа морам да видам искрен, па и безобразен ќе видам, тоа сето падна во вода. Во Штип дома ни дојде Владко Стефановски. Океј, може би ние Владко го гледаме, тука е наш, ќе кажем, мада не треба така да гледаме, али дојде Тадич. Мирослав Тадич е гитариста од светски размери. Значи, тој предава класична гитара по Америка, уште каде се нема свирени, тој кажа човек. Нашите школи музички овде, тој има обработено наши македонски теми, има изработено во класика. Нашите професори им ги даваат тие дела на дечињата, кои што тие деца зимат награди со неговите дела. И да не дојде, може слободно да ми замерат, сите професори овде што предаваат ми се добри пријатели, ама ниту еден професор да не дојде да го испочитуваат, сето тоа, мислам, нема изговор. Као не знаевме, па да ни кажа колку е голем градот овде да не се знае. Знае. Може би некој покасно е дознал, али може, значи ова не секојдневен настан. Сега дојде Владко Стефановски и Тадич. Јас се надевам, ја мислам дека нема никој. Јас се надевам и сакам па да дојдат, него тоа не се испушташ. Многу пари се даваат во западниот свет за еден таков мастер клас да се одржи. Такво светско име да стои пред тебе да разговараш. Доволно е да го видиш да разговараш. Тие дојде од дома кај нас и да немаше некој. Двајца класичари видов само едно дете прва година, многу надежен наш Штипјанец Горан Тонев и уште едно дете кое што студира во Скопје. Од класичари само двајца видов, имаше тројца, четворица джезери. Тони Китановски беше, вие како екипа новинари, не повише од 15 луѓе, не повише од 15 бевме шо, да видам искрен, не е окей сето тоа. Не сте гледале емисијата со Владко Стефановски? Не сум, ја баш ме прашав дали го има тоа на YouTube, ама еве ќе потажа. Кажа дека се во преговори, во договори со Тони Китановски да бидат дел од професорскиот тим на Музичката академија и да предаваат овде. Тоа би било. Тоа сам дека е добра информација, што ви кажам сега. Да, тоа е ново, не сум го чул, тоа би било добро. Така да не смеат да ми замерат еден куп луѓе, не зборувам само за професорите што не дојдоа или нивните ученици. Има овде и други музички дејци низ градот кои што имаат. Може би мислат дека се знае. Ма кој знае се? Нема тоа цел живот се учи. Тој што мисли дека се знае од завршена е приказката, тука нема што да разговара. Имаше и други луѓе што се музички дејци у градот што мислам дека требаше да дојдат, музичари немаше. Срамно, јас стварно ми беше глупо, 15 луѓе седим, луѓе што по светот, по цел светот да свират, ние дома ни дошле да не дојдеме да испочитуваме. Јас што сум еве во овие зрели години, па се уште учам и секој учи, ако сака да учи. Имаше што да се чуе, да се многу интелигентни луѓе пред се, да не зборувам,
музички колку имат постигнато и колку направено. Преска спомнавме гитарата на Стефановски. За мене ова многу битно за мене. Шо ќе беше сега ова да е во Англија и да е ова гитарата на Ерик Клептон, првата гитара на Клептон. Владко Стефановски е толку многу Споредбата ви е голема на место количина. баш. Значи за поздрав е сето ова. И да не е кај мене и да е кај некој друг, сепак неговата гитара прва од која што ја почнал, па тој има мотивирано на илјадници гитаристи да се занимаваат со гитари, не само гитаристи, и други музичари. Да. Тоа е голема фигура. Прв македонски амбасадор што ја има презентирано македонската песна. Секако дека пред него е имало луѓе што се занимаваат, него зборам не се синтезис или мизар, како што многу луѓе мислат дека се традиционалното Не, Владко македонско, Стефановски да. тоа го има направено уште во 77 година со снимањето на албумот. Македонски теми обработени, па од каде да знаат што мисли Јовано Јованке по Србија, зошто толку многу ја сакат? Секако дека е убава песна. Мислам дека тој е многу заслужен за таа песна што толку имат прифатено србите и безброј македонски песни. Така да тоа видите, јас сум мал и на години, а и по резултат јас сум мал за да коментирам за Владко Стефановски. Сето ова го зборувам со респект, со почит за него и со љубов. Одлично. А да се вратиме сега, ми се сети уште едно прашање поврзано со реставрацијата на гитарите. Колку гитари досега имате реставрирано? Дали се сеќавате? Немам пишувано бројка. Така да сега после толку години да знам да бележам, не. Немам пишувано, им се радувам како повише ми се свиѓаат, секако дека сакам добри нови гитари. Се ето окей, него повише ме предизвикуваат старите гитари кои што луѓето мислат дека немаат вредност. Гитара која што се наоѓа во секоја втора, трета куќа, порано во Југославија имаше Порано беше голема радост за секое дете кога родителот ќе му донесе гитара, некој музички инструмент, а сега бараат айфони, бараат таблети, бараат лаптопи. Времето си го носи своето. Сега ние ако не се служуваме со, јас стално се плашам за моите деца, како ќе се снајдат во ова време, гледам што се дешава со мојата работа, сум присутен, сум по локалите, гледам како функционираат и места, да. После викам зашто се плашам, они знаат да пливат, они си имаат научено. Значи самото време си наметна едно друго темпо на живот. Сега ние може да зборуваме нашето време како беше убаво, па и нивното време е убаво за нив. Секое време си носи Секое своји време белези. си носи. Може би така мислиме ние дека само нашето време, па постарите од нас викаат па нашето така да се окей. Сега дека се измешаа и баби и жаби и малку дека многу критериуми ги нема, многу вредности. Сето тоа е жално и не знам каде ќе отиде. Мислам, падна многу граници, падна многу линии се поместија. Тоа е, мислам. Рековте дека не толку новите гитари, колку што постарите гитари ви привлекуваат внимание. Да, пред мене, пред моите очи би сакала ако може да ја покажеме и на гледачите оваа гитара која што е ваше дело. Да се надоврзам на постарите гитари што рековте, значи гитари кои што немаат некоја вредност како квалитет на дрво, квалитет на изработка и сето тоа него ми интересира, пошто таа гитара истрпела 40-50 години. На таа гитара некој се е радувал, со таа гитара некој импресионирал некоја девојка, па плакал со неа, поминал вамо, тамо, значи јас сакам такви, мислам дека ако е тоа дрво, мислам дека има примена тоа енергија од времето, од луѓето, таа радост, од тие солзи. Не можам тоа убаво со зборови да го дефинирам. И често знам да ги мирисам. Има некој мирис во овие старите гитари што ми се свиѓа, може ме потсетува и на детството, нели? Ама ме привлекуваат овие стари гитари. Сега не дека ја од некога ќе земам стара, па ќе ја направам она да свири како некоја од 2000 евра. Не ми е тоа, него сакам да ја оживеам, сакам да функционира, да биде. Сега е многу лесно да инструмент да има за 30, за 50 евра. Еве сега гледаме со интернет во AliExpress, можете да купите каква сакате гитара. За 100 евра ќе купите гитара бомбона. Значи, зборам тоа лично, јас еве тие постари гитари ги сакам, ги средувам, некоја знам да поклонам на пријатели,
на мои роднини и така. А спомнате, значи, ова гитара, ова не е гитара, али свири како гитара. Импровизација на гитара. А тоа е едно парче дрво од орев, врат, магнет, ништо посебно. Ме предизвикува ова, зошто? И што е Тоа е поентата? ваш изум. Да, па ништо посебно, една даскичка тука, вратчето и сето тоа свири. Јас знам на свирка некош вакви парчиња да ги однесам, да на некој начин да се пошегувам. Поентата ми е со овие дека може се да свири, ако сакате и ако знаете да се изразите. Ја не сакам со ова да направам дека ја направив гитара што свири подобро од Гибсон или од некој Фендер. Не ми е тоа поента, него дека не мора да плаќате големи пари за да имате добар тон. Значи добар тон можете и со ова ако го имате во прстите. Значи неспорно е дека треба да се има добра гитара, него да не бидам лошо разбран. Али ова ми е како едно хоби и знам да направам од сега оваа даска не е овде гитарата, имав од гајба направено акустична гитара. Гајба од риба направив и добро звучи. Дури Ацо 3 пати на ден гитаристот, му се многу допадна гитарата, а веќе ја снима со 3 пати на ден партизанска без број се вика темата, можете на YouTube да чуете, веќе ја снима, ама толку многу што му се допадна тонот, ја зема таа гитара, се врати во студио и на почетокот од песната уснима баш со неа, со таа гитара уснима. Не е тука да видите, ама ќе имаме прилика така да ќе... Има ли видеозапис од таа песна или не? Ја нема гитарата да ја видите како слика, ја има, како звук ја има уснимена таа гитара. Така да тоа е едно мое хоби, се занимавам малку. Занимавате 15 години, ќе продолжите понатаму. Па сите мои активности се поврзани со музика, со дечиња што им помагам да почнат да свират, со реставрација, со поправките, активностите со корона, со морал, сега нов албум. Се ми е некако поврзано и ми е супер, до сега е окей. Само да сме живи и здрави да функционираме. Сакувам да продолжите и понатаму да реставрирате, да ги оживувате гитарите, да ги учите помладите како па да свират гитара. Во последно време малку и со време знам да бидам послаб, така да не смеат да ми замерат. Доста дечиња имаше што не можев да им обрнам внимание, али мислам дека за некој месец некои активности мои ќе ги сработам, ќе ги завршам и ќе почна пак со нив да поработувам. Доколку може кога ќе се промовира албумот на Морал, има ли шанси во Штип да ги видиме, па и во Агол? Да, за емисија секако можеме тоа ќе договориме. Јас се надевам дека ќе има и некој концерт дека можеме да направиме. Сега и Дом на млади, не е исклучено Штипско културно лето, значи за сега треба да има промоција. Во Скопје мислам дека ќе биде промоцијата, ќе бидете поканети секако како екипа, како телевизија. А за настап, значи ќе видиме, треба да се разговара со некој од институциите, како Дом на млади што е Штипско културно лето. Живи и здрави. Мислам дека летото ќе имаме некој настап. Ги очекувам во Агол. Живи и здрави. Ви благодарам на вас на учеството во Агол. Се надевам дека ги инспириравме гледачите на оваа емисија, па и помладите, доколку ги заинтригиравме да побараат помош од вас, да научат да свират гитара. Ако тука сме, нема проблем, што им треба. Може денес има и интересно што на YouTube има доста школи има гитаристи што седат по дома и покажуваат акорди, така да се снимаат и по штатниот. Да, има такви школи, така да не е проблем некој ако сака, може и да, ќе ви исконтактира, тоа е лесно. Се што треба тука сме да помогнеме. Продолжите и понатаму завршите. Ја спомнав групата Морал, ја завршуваме оваа емисија со видеозапис од оваа група, а пред да ја слушнеме музичката номера, знаете, селфи. Имаме селфи? Да, имаме. Не ми кажете. Гледачите знаат. Долго време се плашиме
je toľko teško. Mi na to je mi na to. I neka se zaboravi. Bi sakal da ti kažem deka sega. Panično te sakam. Panično te sakam. I premnogu mi značiš, zada bi te povredio povtorno. To je mi na to. I neka se zaboravi. Bi sakal da ti kažem deka sega. Panično te sakam. Panično te sakam. Zada bi te povredio povtorno. Panično te sakam. Panično te sakam. I premnogu mi značiš. Zada bi te povredio povtorno. Panično te sakam.